Господари на хаосот во 2025 година, манипулацијата преку страв и немири. Во светот во кој живееме, постои една сенка што го следи секој наш чекор, невидливите раководители на хаосот. Најпрво, сакам да ви посакам едно топло добродојдовте на мојот и ваш канал. Јас сум ви премногу благодарен за вашето одвоено драгоцено време и за вашата поддршка која ме мотивира да се трудам да правам видеа кои се базирани на вистински случки и случувања што се случуваат и што ќе се случуваат. Оваа група, која многумина ја нарекуваат господари на хаосот, работи во сенка со една цел – да го контролира светот преку страв, паника, војни и немири. Тие не се поединци кои отворено ја покажуваат својата моќ, туку делуваат преку медиуми, владини структури и корпорации, создавајќи кризи кои им служат за остварување на нивните цели. Овие така наречени господари на хаосот користат различни методи за да создадат паника и нестабилност, манипулирајќи со масите за да ги остварат своите интереси. Во 2025 година, светот се соочува со неколку значајни предизвици и потенцијални закани кои можат да влијаат на глобалната стабилност и безбедност. Овие моќни групи користат неколку стратегии за да ја задржат својата доминација, што може да очекуваме во 2025 година. Светот се соочува со неколку значајни предизвици и потенцијални закани кои можат да влијаат на глобалната стабилност и безбедност, геополитички тензии и конфликти, геополитички конфликти, започнување и одржување на војни во клучни региони за да се создаде глобална неизвестност. Според Светскиот економски форум, ескалацијата на вооружените конфликти е идентификувана како наитна закана за оваа година. Тековните конфликти, како војната во Украина, дополнително ја заоструваат оваа загриженост. Покрај тоа, постојат и други потенцијални жаришта на тензии кои би можеле да се влошат и да доведат до глобална нестабилност, економски кризи, контролирање на финансиските системи за да се предизвика инфлација, рецесија и финансиска нестабилност. Економски предизвици глобалната економија се соочува со неизвестности, вклучувајќи потенцијални рецесии, инфлација и нарушувања во синџирите на снабдување. Овие фактори можат да доведат до социјални немири и зголемена економска нееднаквост. Според некои предвидувања, можно е забавување на економскиот раст, што ќе бара адаптација и отпорност од страна на бизнисите и владите. Здравствени закани, ширење на информации за нови болести со цел да се создаде паника и зголемена зависност од фармацевтските компании, јавно здравје и вирусни закани. Иако не постојат официјални информации за појава на нов опасен вирус, здравствените експерти постојано предупредуваат на можноста од нови пандемии. Глобализацијата и климатските промени го зголемуваат ризикот од појава и ширење на нови заразни болести, затоа, важно е да се одржуваат и подобруваат системите за јавно здравје и да се инвестира во истражување и развој на вакцини и терапии. Технолошка контрола, користење на сајбер напади за манипулација на информации и следење на глобалното население. Технолошки напредок и сајбер безбедност. Напредокот во вештачката интелигенција и дигитализацијата носи значителни придобивки, но и предизвици, особено во областа на сајбер безбедноста. Зголемената зависност од технологијата ја зголемува ранливоста на сајбер напади, што може да има сериозни последици за националната безбедност и приватноста на поединците. Климатски промени и екстремни временски услови. Климатските промени продолжуваат да предизвикуваат екстремни временски настани, како што се топлотни бранови, поплави и суши. Овие појави не само што влијаат на животната средина, туку имаат и социјални и економски последици, вклучувајќи нарушувања во снабдувањето со храна и вода. Глобалните лидери се повеќе се фокусираат на мерки за климатска адаптација и ублажување на штетните последици. 1. Контрола преку страв. Стравот е најмоќното оружје што може да се користи против човештвото. Кога луѓето се исплашени, тие стануваат подложни на манипулација и лесно прифаќаат нови закони и ограничувања што во нормални околности не би ги прифатиле. Господарите на хаосот го користат овој принцип за да создаваат масовна психоза преку медиумите и социјалните мрежи. Ова може да биде преку медиумски манипулации, ширење на дезинформации или поттикнување на социјални и политички конфликти. 2. Вештачки создадени кризи. Пандемиите, економските сломови и воените конфликти ретко кога се случајни. Тие се дел од долгорочните планови за контролирање на глобалните ресурси.
Во 2025 година, светот е сведок на споголем број на споредливо разорни настани, нови вируси, геополитички тензии, терористички напади и глобални економски кризи. Но вистинското прашање е, кој стои зад нив? Тактики на господарите на хаосот. 3. Распалување на верска и расна нетрпеливост. Господарите на хаосот знаат дека поделениот народ е полесен за контрола. Затоа, тие намерно создаваат конфликти меѓу различни етнички и религиски групи, со цел да ги држат масите во постојан судир. Политичките елити и медиумите се користат како алатки за поттикнување на поделби, додека вистинските виновници остануваат во сенка. Кои се тие и зошто го прават ова? Оваа група нема име што отворено го носи, но многумина ги поврзуваат со тајни организации, елитни клубови и моќни семејства што веќе со векови ја контролираат економијата и политиката. Тие не веруваат во граници, нации или морални вредности, нивна единствена цел е апсолутната моќ и контрола над човештвото. Јас сакам само да ви ја презентирам вистината, која понекогаш се крие од очите на јавноста. Со вашата поддршка со тоа што ќе ги лајкувате и коментирате моите видеа, вие ми давате голема поддршка и мотивација. И би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар, или ако имате предлог на некоја тема за која сакате видео, слободно пишете во коментар. А јас ке се потрудам најбргу што може да направам видео на таа тема. А доколку не сте се претплатиле на мојот и ваш канал, би ви предложил доколку сакате да го направите тоа, а тоа е потполно бесплатно и со тоа помагате на каналот. Ви благодарам од срце. Глобални елити и корпорации. Оваа група ја сочинуваат најбогатите и најмоќните луѓе во светот, политичари, банкари, индустријалци и лидери на мултинационални корпорации. Форумот во Давос, Светски економски форум, често се поврзува со идејата за големото ресетирање и глобалната економска реорганизација. Билдерберг групата, тајни состаноци на влијателни луѓе од политиката, бизнисот и медиумите. 1. Билдерберг група. Оваа група ја сочинуваат најбогатите и најмоќните луѓе во светот, политичари, банкари, индустријалци и лидери на мултинационални корпорации. Основана во 1954 година, ова е ексклузивен годишен состанок на највлијателните луѓе од политиката, економијата и медиумите. Состаноците се тајни, а агендата никогаш не се објавува. Многумина сметаат дека тука се договараат глобалните политики, без знаење на јавноста. Се шпекулира дека оваа група има влијание врз поставувањето на лидери, економски кризи и војни. Трилатералната комисија, основана за да поттикне поголема соработка помеѓу Северна Америка, Европа и Јапонија. Големи банки и финансиски институции, како што се Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Светски економски форум. Познат по големото ресетирање, идеја дека треба да се создаде нов економски систем поради климатските промени, технологијата и глобализацијата. Основачот Клаус Шваб често е предмет на теории за контрола на населението преку дигитални технологии. Светскиот економски форум промовира идеи како ќе немате ништо и ќе бидете среќни, што многумина го гледаат како обид за централизирана контрола. 2. Тајни организации и братства. Илуминати, легендарна група која наводно стои зад многу светски настани. Урбана легенда која вели дека оваа организација има моќ врз сите светски настани. Потекнува од 18 век во Баварија, но денес се поврзува со глобалната елита. Тие ги контролираат индустријата за забава, финансии, политики и војни. Слободни џидари или познати како фримасонс, братство со влијание врз политички и општествени текови. Тајно братство со долга историја, постои со векови и има големо влијание врз политиката и општеството. Во минатото, многу председатели и кралеви биле дел од оваа организација. Се верува дека тие имаат скриени символи и пораки во архитектурата, банките и медиумите. Череп и коски или познати како Скул и Бонс, тајно друштво поврзано со Универзитетот Јел и многу моќни лидери. Тајно друштво на Универзитетот Јел, познато по тоа што произведува политички и економски лидери, Џорџ Буш, Џон Кери и други влијателни личности биле членови. Се смета дека имаат врска со ЦИА и дека вршат скриени операции. 3. Геополитички играчи разузнавачки агенции, ЦИА, Ми-6, ФСБ, Мосад, често поврзувани со операции за дестабилизација на држави. Глобални суперсили,
големите нации како Америка, Кина и Русија водат геополитички игри кои создаваат конфликти. Познати по манипулација на влади и државни преврати. ЦИА, вклучена во воени интервенции, шпионажа и економски саботажи. МИ-6, британска тајна служба со историја на операции во Африка и Блискиот Исток. ФСБ, поранешен КГБ, руска разузнавачка агенција, позната по тајни операции и сајбер напади. МОСАД, израелска тајна служба, активна во Блискиот Исток и пошироко. Овие агенции често се поврзуваат со предизвикување војни, револуции и нестабилност со цел да ги заштитат интересите на своите земји или на глобалните елити. 4. Технолошки и медиумски гиганти. Big Tech компании Google, Facebook, Meta, Microsoft, Apple и Amazon имаат огромна моќ врз информација и приватност. Овие компании имаат огромна моќ врз информациите што ги гледаме. Многумина веруваат дека цензурираат информации и ги насочуваат луѓето кон одредени наративи. Се поврзуваат со развој на вештачка интелигенција за следење и контрола на населението. Мејнстрим медиуми, контролирањето на наративот и ширењето паника преку медиумите е алатка за манипулација. CNN, BBC, Fox News, Reuters, најголемите медиумски корпорации. Обвинувани дека работат за елитите и шират страв и паника за да ја контролираат јавноста. Постојано се повторуваат одредени наративи за војни, кризи и пандемии со цел да се управува со мислењето на луѓето. Сите овие групи можат да бидат дел од сложен глобален механизам за контрола. Некои работат заедно, додека други имаат своји интереси. Она што е сигурно е дека голем дел од светските настани не се случајни, туку резултат на стратегии и интереси што јавноста ретко ги гледа. Во 2025 година, технологијата им овозможува уште поголема моќ. Вештачката интелигенција, масовното следење преку паметни уреди и дигиталните валути им даваат можност да ги следат и контролираат луѓето во невидени размери. Нивните методи стануваат се пософистицирани, а нивната моќ се поголема. Како да се спротивставиме? Првиот чекор кон ослободување од нивната контрола е свеста. Доколку луѓето ја препознаат манипулацијата, тие ќе престанат да бидат жртви на нивните игри. Образованието, независните медиуми и критичкото размислување се клучни оружја во оваа борба. Господарите на хаосот нема да исчезнат сами од себе, тие ќе продолжат да создаваат страв, паника и поделби. Но, доколку доволно луѓе ја согледаат вистината, ќе може да се изгради свет во кој човештвото нема да биде марионета во нивните раце. Што следува? Ако продолжиме да го игнорираме влијанието на овие моќни структури, нивната контрола само ќе се зајакнува. Во иднината, можеме да очекуваме уште позасилени напори за дигитално следење, економски кризи кои ќе доведат до колапс на националните валути и воведување на глобални регулативи кои ќе ограничат слободата на поединецот. Но постои алтернатива, будноста и организираниот отпор. Со споделување на вистината, создавање независни информативни канали и поддршка на локални заедници, можеме да изградиме отпорен систем кој нема да биде лесен за манипулација. Дали ќе дозволиме светот да биде управуван од сенка или ќе застанеме против хаосот? Изборот е наш. Како може да се предизвика хаос во светот? За оние што сакаат да ја користат нестабилноста како алатка за моќ, постојат неколку методи што можат да се применат за да се создаде хаос на глобално ниво. Дигитални напади, хакирање на банкарски системи, уништување на комуникацијски мрежи и создавање на лажни вести преку социјалните мрежи, биолошки закани, ширење на нови, непознати вируси кои создаваат паника и водат до карантини, ограничување и економски пропаѓања, предизвикување економски кризи, манипулирање со глобалните финансиски пазари, креирање инфлација и рушење на националните валути, воени конфликти, создавање тензии меѓу нации преку терористички напади, поттикнување на бунтови и вооружени конфликти, манипулација со енергија, контрола на снабдувањето со нафта, газ и електрична енергија за создавање на енергетска криза, овие методи може да доведат до глобален хаос, со што ќе им се даде оправдување на елитите да воведат уште поголема контрола над населението, користејќи го стравот како основно средство за манипулација. Во 2025 година, светот е на крстосница. Или ќе продолжиме да бидеме жртви на манипулација, или ќе се освестиме и ќе преземеме акција. Господарите на хаосот се моќни, но вистината е уште помоќна. Прашањето е, дали сме подготвени да ја видиме вистината?
Дали ќе дозволиме ова да се случи или ќе преземеме акција за да ја спречиме оваа темна иднина? Одговорот е во нашите раце. Сепак, низ историјата и теориите на заговор, неколку групи често се споменуваат во контекст на глобални манипулации и контрола. Секако, не постојат официјални докази дека овие групи диригираат глобален хаос, но тие често се споменуваат во контекст на големи геополитички случувања. Овие информации се јавно достапни. 2025 година носи комплексни предизвици кои бараат глобална соработка, проактивно планирање и адаптација, со правилни стратегии и мерки. Можеме да се справиме со потенцијалните ризици и да обезбедиме стабилност и просперитет за иднината. Доколку ви се допадна видеото, ставете лайк или ми се допаѓа, претплатете се на каналот кој е бесплатно и пишете го вашето мислење во коментар. Канал Тампес ви е благодарен од срце. Ви благодарам што ми се придруживте и ми се придружувате во моите истражувања. Со вашата поддршка, со тоа што ќе ги лајкувате и коментирате моите видеа, вие ми давате голема поддршка и мотивација. И би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар, или ако имате предлог на некоја тема за која сакате видео, слободно пишете во коментар. А јас ке се потрудам најбргу што може да направам видео на таа тема. А доколку не сте се претплатиле на мојот и ваш канал, би ви предложил доколку сакате да го направите тоа, а тоа е потполно бесплатно и со тоа помагате на каналот. Ви благодарам од срце за вашето одвоено драгоцено време.